Здраво, здраво и добродојавте во второто издание на Шопска шоу со Томче, се разбира. Јас сум тука за да ви кажам денес не да ден за ручек, значи да видиме каде можеме. Се уште сме на истата локација, на истото место, нас се видиме, ни бараме во потрага сме по најдобриот ручек. Меѓутоа, пред да ги започнеме сите официјалности, пред да ги започнеме сите работи како што треба, да си започнеме ние со танцот за добре дојде. Дали може да слушнеме интонација? 1, 2, 3. Како беше сам? Мислам, ако ви кажам дека знам да играм, како што може да видите вие, не знам. Меѓутоа, или вие полека ќе се научите, ќе се навикнете да ме гледате како не знам да играм секое издание на Шопска шоу со Томче, или пак ја ќе научам нешто, па ќе видам се подобро и подобро секоја емисија. Кога веќе си кажаме едно добре дојде и здраво живо, јас само ќе ви кажам дека од мојата десна страна повторно е Тамара, од мојата лева страна е Леонора, девојките од модното студио Црнокрак, кои што ни го разобувуваат и овој ден и ова емисија и ова издание на Шопска шоу со Томче. Сега идеме на позиција број 2. Во меѓувреме нема да заборавите. Вие гледате Шопска шоу со Томче, а јас се спремам да опречекам мојот денешен гостин. Епај. Како што ви кажа за мојот денешен гостин, само ќе ви напоменам неколку информации пред да го повикам. Прекрасен домаќин, прекрасен сопруг, прекрасен татко. Меѓутоа, професионално е еден од најдобрите дентални хирурзи во Македонија. Стоматолог кој што секој човек на оваа планета би сакал да го има за свој личен стоматолог, матичен стоматолог, бидејќи во тој случај би имале прекрасно дентално здравје и прекрасна насмевка, нели како што имам јас. Да не се фалам сега, да не испадне сам се фалиш, умре циганката, меѓутоа тоа е тоа. Чисто само да ви кажам дека човекот кој што не само што и кога зборам за луѓето кои што се мои гости кога ги представам, не разговараме за епитети или да ги мачкаме, да им даваме нели пофалби, туку кажуваме вистина. Објективно, затоа што преку објектив се гледа сето, ако некој нешто лажи или манипулира или кажува. Така да ние само вистината ја говориме. И ако ви кажам дека човек кој што сам се одгледува патлиџани, тоа го има еден од поубавите патлиџани, кој ти сежеш па тоа цела соба мириса на патлиџан. Па има модри патлиџани, модар патлиџан, токав. Па пиперка што има, токави пиперки вади, по 3, по 4, кој ти ги зему рака со 3-4 и чорба и манџи и салата и се прави. Значи, ви го представам, мили драги мои, еден од најдобрите, ако не и најдобриот дентален хирург во Македонија, Маријан Стојановски. Повели Маријан. Фала ти, Томче, за најавата. Добре дојде и така. Се надам дека убаво ќе си поминеме денес и ќе поразговараме малце околу убавите работи во однос на гастрономијата и македонската кујна. А сега, мили драги мои, за да се сместиме, убаво да си ги сместиме нели задниците на убавите фотели кои што ги имаме одбрано тука во нашето студио и веднаш после тоа започнуваме со разговорот. Мој денешен соговорник Маријан Стојановски е еден од најдобрите, според мене најдобриот дентален хирург во Македонија, најдобриот стоматолог, меѓутоа и прекрасен родител и сопруг и татко и само епитети имам за тебе. Баш како што си домаќин, градинар, маведов е чорбаџија, што викам ја со сите нишани и ги имаш најубавите тикви, најубавите лубеници, најубавите дињи кај тебе растат. Прекрасно. Добро ми дојде во Шопска шоу со Томче. Уште еднаш фала ти, многу благодарност голема и чест ми е што сум гостин во првата твоја емисија или на почетокот на ова шоу. Мразот со убави луѓе. Сите сакаме шопска салата и сигурен сум дека сите ќе го засакаат Шопска салата шоу со Томче. Токму така. И јас се трудам дека тоа ќе биде едно што ќе повлекува. Значи, пази, шопска шоу, шопска салата кој ќе извадиш, си повлекува други работи само по себе. Значи, повлекува пијалок, повлекува уште едно мезе, уште друго мезе, трето мезе и така натаму и никога не останува на шопска. Така и ова емисија полека ќе си ги повлече сите оние атрибути, епитети и работи кои што треба да ги има како додатоци, за да може емисијата да биде комплетна, да биде цела и да ви презентира и представи едно прекрасно ниво шоу. Маријан, кога веќе станува збор за македонската кујна, презентација на македонската кујна и традиционална и модерна,
не случајно е добро да бидеш мој прв гостин и да го започнеме серијалот Шопска шоу со Томче со тебе, затоа што си човек кој што има прошетан и има излезен надвор од границите на Македонија, и тоа и професионално како предавач, како едукатор по семинари, по обуки, по предавања и што уште не. Меѓутоа си на своите патувања си успел да вкусиш разноразна кујна и од тајландска, и од виетнамска, и од египетска, и од турска, и од каква и да не, што има по бел свет. Кажи ми, впечатоците кога 10 дена, 15 ќе поминеш таму и ќе почнеш да ја конзумираш само таа кујна, а нема македонската. Какви се впечатоците и какво е чувството што се буди кај тебе? Македонската кујна ние слободно може да кажам дека си ја подценуваме, меѓутоа и секоја ќе отидеме негде нешто да пробаме, ни е повкусно, поубаво, но кога ќе го прошеташ буквално светот и кога ќе ги пробаш кујните и обичаите околу, има многу интересни обичаи на маса, на трпеза, сваќаш дека нашата кујна е една од подобрите, најдобра кујна. На Балканов се јаде најздраво, најубаво, најразновидно. Еве некој впечаток или некој, кој викаш, станува збор за интересни и несекојдневни обичаи околу трпеза, околу маса. Што е тоа што ти оставило впечаток, што се сеќаваш? Па еве прво ќе кажам за моето гостување во Иран. Имав обука на доктори и предавање во Техеран и нели на крај на симпозиумот, на семинарот, одиш на свечена вечера. Одиме на свечена вечера, седнуваш на маса, па иранската кујна е многу вкусна, многу убаво спремена, се тоа со многу детали. Меѓутоа е многу различна од повеќето кујни кај што сум одел. Таму на маса нема нож. Има само лажица и вилушка. Воопшто да некој не се налути нешто па да го земе ножот, не, и припремата на храната е така да нема потреба да се сече храната, и мислам дека и некој араме да се сече храната со нож, или да речеме крвави бифтеци, тоа треба да биде убаво спремено и така да се конзумира. Седнувате на земја, во најелитниот ресторан седнувате на земја и се принесува на земја, нели, убаво храната, и не земаш сам, него домакинот ти дава да јадеш. Извини, Маријан, ќе мора да те прекинам, меѓутоа сега ќе побарам да видиме колегата Томче на терен, кој што се уште се наоѓа во НСБ Илинден, да ни презентира и да ни покаже што е тоа најубаво, што он го најде, што го вкуси и што го препозна како убаво место и локација за избор за денешен ручек, односно најдобриот ручек во НСБ Илинден. Тоа е, како што локацијски мислам и знам дека се наоѓа во ресторан Цесарица, да видиме Марио тамо, да ќе го пречека, претпоставам, Томче, и дека ќе си направат оние муабети околу тоа кој е најубаво јадење, како се, и ќе ги пренесе сите оние вкусови и прекрасни впечатоци од тоа што го доживеа на терен, па да видиме како тоа изгледа таму. Мили драги мои, токму така, во центарот на Илинден, како што ви кажав и вчера, Илинден е локацијата и местото кај што баравме добар доручек, најдовме, баравме и некоја информација, споделиме некоја информација со вас за Илинден, а сега, па да најдеме и каде има убав ручек, нели? Да не седиме гладни, веднаш во потрага, а јас имам прекрасно место за таа работа, ресторан, односно гостилница Цесарица, која што ќе ни објасни за момент што е тоа што го имаат они спремно за нас и да ни изненадат, нели? Ајде да влеземе внатре. Здраво, Милан, како си? Добар ли си? Добре, се. Благодарам. Како што може да видите, после влезот и се тоа што ви го кажав на почеток, уште од вчера, знаете дека сме во Илинден, бидејќи се наоѓаме во гостилница Цесарица, мој соговорник за да ми раскаже информации за Цесарица и да не упати каде се наоѓаме поточно, е Милан Стефановиќ.
Така, јас сум скаран со имење со презимење, ама вака. Ќе те запамтам, ќе те сигурно ќе те поздравам. Нема проблем. Милан Стефановиќ, прв соговорник во денешното издание на Шопска шоу. Кажи ми, Милан, што мене ме интересира, прво, од каде идејата за да се направи гостилница Цесарица, да се формира и колку време постои? Тоа е била голема желба на нашиот шеф Марио да отвори еден убав ресторан во општина Ирлинден. Постои точно 1 година и 1 месец. Так. Што се тиче на Има претходно некакво искуство во однос на угостителство Марио или чисто само има желба, па сега полека го стекнува искуството? Имат игротека детска повеќе од 10 години и толку. Так. Сега нешто поозбилно е Ресторанот. така. Токму така. Постоите година дена, идејата е убава, с убава мисла, значи да се направи нешто што ќе остави белек во Илинден, ама и подолго време ќе трае. Мене ме интересира, ако дојде некој гостин кај вас, што неве во оваа година дена што не е поминал, не ве запознал, ама сега ќе ве запознае и ќе дознае дека во Илинден има гостилница Цесарица. Кажете ми за ѕидовите, што викам јас, да речеме, ѕидовите како се автентично направени, односно внатре декорацијата, декоративниот дел. Кој се погрижи, чива идеја беше? Тоа е све заслуга на нашиот шеф Марио, тоа е неговата идеја. Така, супер. Значи таму имаме месечината, ѕидот со месечината, овде имаме така, некои вулкани чудеси, значи од тука да биде топло, таму да биде малку ладно и да биде комбинација да не ти биде многу жешка, да биде многу ладно, да биде таму. Ништо, Милан, ти благодарам јас за тоа што одви малку време, бидејќи си шеф на кујна, не е мала работа тоа. Сме ли некој да се меша таму во салата и да го штипи? Не. Уштипки никој не сме се меша. Сатарот ке игра од Ми се дофаќа. Вака сега, јас би те замолил, бидејќи си шеф на кујна, не да пренесеш порака, него малку до тебе имаме на порака. Томахавката, значи, лесковачка и не лесковачка, туку како беше Цесарица плескавица. Да, ловачка вешалица. Ловачка вешалица и таму уште нешто спремете, некои вашите 4 најдобри јадења кои што ги имате во моментов, кои што најмногу ви се барани и кои што најмногу ги фалите и сакате да ги презентираме, да може нели да ги дегустираме и да ги после тоа презентирам на сите нешто не пратат и не гледаат. Никаков проблем сега со Каже, мислиш дека ќе можеме од сите 4 да ги дегустирам? Ќе може. Ако треба ќе допуниме нешто. Ќе може да се презентира, се помочи малку ли ќе биде. Не. Супер, ти благодарам уште еднаш. Ги очекуваме дењата за да може да ги пробаме. Готово, 15 минута биќе спремно. Нема проблем, благодарам. Све најубаво направено. И ова плескавицата се ме погодине. Браво. Тоа е томахавката, така? Браво, благодарам, здраве да имаш. Ова се вика ручек, бе, кој ќе дојде, значи, кога ќе сакаат луѓето да ти спочитуваат и да ти покажат колку убаво може да те нагостат и колку да бидат пријателски настроени и едноставно да ти покажат најубавото ти го донесат. Значи, вакво нешто, како да ви кажам, за прва емисија само може да ви каже какви се емисии ни следат и што се тоа ќе доживееме во нашите гастроавантури. Значи, имаме мускул со шампиньони, имаме Цесарица плескавица, имаме томахавк и пилешко со сланина роловано во марамица. Токму така. И јас сега би почнал едно по едно, бидејќи томахавката најмногу ја зборат, со нејзе ќе почнеме за да може да ви кажам каква е томахавката и дали, затоа што сега ќе ви кажам една работа што вие може не сте ја знаеле, дека мене омилена земја ми е покрај Македонија, нели се разбира Македонија, не ми ја менувал за ништо, меѓутоа Тексас е така убава земја, кога што малку луѓето се поубава храна, сакаат убаво да јадат, сакаат убаво да бидат најадени, сакаат да бидат убаво напиени и со сите нишани. И една од работите кои што таму ги имам видено дека ги служат стално, а е модерна, е убава, е интересна, а е ресторански подготвена направена е томахавк. Значи стекот кој што е чисто месо околу, како беше, 500 или 600 грама?
Па кој може нека го изоде? Ајде да видиме. И сега дојдете ваму сега да видите. Значи види пекарскиот компир е направен како што треба, сервирано, преубаво за декорација, чиста петка. Кога станува збор за месото, гледај го. Чрчори, убаво, се дело во маринада, се гледа дека си е убаво направено. Да исечеме, едно парче да исечеме за да видиме како е внатре. Значи мефцето е фантастично. Погледни. Значи убаво, сите сокови сочувани. Има тука посебен систем на функционирање каде што работите стојат и отстојуваат во сад на одредена температура и каде што си ги сочувуваат сите сокови што се негови природни, што се сокови на месото кои што кога ќе сакаш да пробаш или да видиш како тоа на кој начин тоа било направено, подготвено, да ти раскаже приказно да раскажем. Јас веќе почнав да пелтечам, немам зборови пред вакво кралско јадење, пред ваков доминантен ручек кој што се вика томахавк во Цесарица, па да пробаме да видиме дали го заслужува приматот кој што го кажа Милан и е на прво место. Кога се станува збор за добра препорака. Само чекај вака сега, малце со сенфче да го направиме, па тука да му ставиме малце и компирче. За џабе да не биде брукан сега. Сега што се осеќа оној вкус надимено, на скара, направено како што треба. Со сите нишани, меѓутоа, толку сочно и вкусно, нема сите сокови си ги има задржано. Значи, фантастично, а меко, одозгора крцкаво, убаво, попечено, на внатре меко, сочно, прво. Пекарскиот компир со кој што се служи. Фантастичен, подобра комбинација од ова, и да сакаш да замислиш, нема. Значи се зима вака, се става и сето тоа заедно со сенфче се служи фантастично. А секој залак, не само што раскажа приказна, туку е чисто совршенство. Немам зборови, дефинитивно умилено јадење. Од сега па натаму умилено јадење томахавк од Цесарица. Топло препорачувам, кој сака нека дојде, нека проба, да види, затоа што неговото величество заслужува да биде посетено и со почит истретирано. Одлично. Одлично. Не ми се преминува на друго јадење. Ова е многу одлично, многу убаво. Меѓутоа, полека мораме да направиме простор за да може да пробаме и пилешкото робовано во марамица. Значи, еве, кога станува збор за убаво јадење, убаво сервирано, убаво направено, значи, компирот одоздола си лежи заедно со дел од кашкавалот кој што си има стопено, убава декорација заедно со сенф, одозгора може да се види дека има, сега не ја препознам тревка, може да е рукола, може да е некој од тие другите што се користат за јадење. Меѓутоа, кога станува збор за месо, месото е секој пат одозгора сервирано, топло, убаво и ја има онаа препознатлива шара на скара што се добива кога се става на едната страна на скарата, после тоа се става обратно за да се добие она шара која што само што ќе погледнеш што асоцира на убаво подготвено месо и што јас секој пат кажувам во приватни ситуации кога седам или со моите сме некаде на ручек или пак со добри пријатели, седам и викам ако убаво изгледа, ако е прекрасно подготвено направено и не се сомневаш кога ќе го погледнеш, спие, се смее, во тој случај Маведов нема проблем и нема зашто да се размислуваш дали да го пробаш или не. Одма се преминува кон дегустација. А сега, дечки мој, на сите модерни јадења, на сите модерни работи, ако нема плескавица ка нас, балканска работа си е тоа.
да не речам македонска, меѓутоа балканска работа си е тоа. Ако нема плескавица, исто како да нема ништо. А знаејќи го Милан дека е по потекло од Пирот, односно Србин, он го прави плескавицу на најдобар можен начин, го прави со кајмак. Го прави. Ама оваа плескавица е направена на тој начин што нема додатоци од кромит, нема додатоци од други зачини. Единствено од зачини што е искористено е сол и бибер. И убаво истепано. Он го знае со руче како да го истепа, како да го направи и искача по тоа совршенство 300 грамска плескавица заедно со, чекате да видиме што има тука. Значи, еве, има намаз, има кисели краставички, има кашкавал, плескавица и одоздова салата како што личи, како што толико да не испадне дека јадеме нешто само на месо смудрен или јадеме нешто само мрсно. Мора да има и баланс на вкусови, значи од едната страна да биде киселко, од другата страна да биде малку мрсно, од едната страна да биде малку со додатоци на зеленџук, од другата страна да биде пак уште малку мрсничко, со малку мевце за да сето тоа се надополни и се изгради еден прекрасен убав вкус кој што сите ние го знаеме како добар убав сендвич или добар убав хамбургер. Ова не е добар убав хамбургер, ова е не кралот, ова е принцот на хамбургерите, затоа што имаме кралот, имаме кралицата, имаме принцезата, значи терешко во мускул, односно терешки мускул во сос од шампиньони и сега на крајот мотив е принцот. Принцот на јадењето во цесарица, а тоа е сендвич ала цесарица. Ова најубавиот хамбургер што сум го пробал до сега. Прекрасно. Се е толку прекрасно скомбинирано. Фантастично изгледа. На вкус е преубаво. И има карамелизиран кромит ставено од страна одоздолу, тоа што не го видовме претходно, што го осетиме на вкус. Карамелизиран кромит кој што е најдобриот пријател на секој хамбургер. Кисела краставичка за да го освежи малце и се разбира чедар парче сирење за да може да ја надополни целата арома и вкус. Ја не знам што повеќе да ви кажам. Дечки, ова е нешто неверојатно, ова вреди да се проба, вреди да се дојде во Илинден, вреди да се види и да се биде дел од едно вакво гастрономско доживување, бидејќи секој ден не го гледаме ова. Секој ден не го доживуваме ова, а како што може да видите, и лом ќе се направите. Да знаете, ви кажам. Ама па ако не се направиш лом, какво е тоа јадење? Мислам, кажи јас, ако не се направиш лом, не се направиш до лакти, измрсен, околу уста измрсен, исто како да не си јадал, исто како да не си пробал ништо. Браво. Дечки, ја поздравам. Имајте убав викенд. Ако ви се случи место да најдете каде што може да хаснете убава храна, пробајте. Ако ви се допадне нешто, препорачајте. И нема да забравите. Секаде каде што има вкус, има прекрасно шоу. Шопска шоу е посебно за таа намена, а ние се гледаме веќе следната недела. Каде? Истата фреквенција, во истиот термин, сабота и недела, мама во нова гастрономска авантура. Шопска шоу, само за вас. Видовте колегата Томче во нас Илинден во ресторан Цесарица успеа да проба и тоа, тој таму томахавкот, томахавк бе, не е тоа томахавче мало, стек. Ја мислам како што го гледав, како убаво јаде, викам леле што убаво јаде, лалда моја, секоја чест. Маријан, кога станува збор за овие твои патувања и кога си излегол надвор, си престојувал некаде по 10 по 15 дена, некој пат повеќе, некој пат помалку. Дали ти се случило некој пат да
Ти здосади храната која што е во местото каде што си. Да си побараш, дај бе македонско кебапче, дај кромит нешто маца со кебапче, дај плескавица некој, ајвар некој да пробам, аман од ова све. Да, убаво е да се проба храната каде што патувате, ама ако е повеќе денови, веќе уште третиот, четвртиот ден, вкусот на домашната храна, на доматот, на вкусовите што ние ги имаме тука во овошјето и во зеленчукот, ги нема. Многу ретко можеш да ги најдеш во светот и недостасуваат сите тие вкусови. Нема потреба кај нас да ставаш сосеви, па не знам да засилуваш вкус. Така. Исечи еден доматот, бавчата, пиперка, краставица, патична краставица, имаш ова прекрасно, да. Сирење домашно и имаш трпеза, најбогата трпеза. Така. Кажи ми, кога станува збор за македонската кујна, во однос на кулинарството, си човек што сака да проба да дегустира, што сака да експериментира, дома знаеш ли да фатиш да направиш некоја салата, нешто, да направиш некаков ручек, да ги изненадиш сите. И што е тоа што повеќе те влече? Дали македонската традиционална или македонската модерна кујна? Па македонската, јас готвам дома и нели ние имаме некое стресно секојдневие, за викенд сакам да сготвам нешто и тоа многу ме смирува. Така. И нели ако вложиш енергија, љубов во тоа што го работиш и секако ќе биде убаво спремено со правите добрите намирници, домашните, одгледани. Ти си имаш домашни намирници, пофали се сега Мамедов затоа што во целиот овој дел додека разговараме ќе се пуштат и ќе ги има сите оние слики кои што ги има од твоите семинари, од обуките, меѓутоа оние делови каде што се фалиш со патлиџаните, со големите модри патлиџани, со пиперките, тоа ке тебе во Бавча го има све расте. Го има во Бавча точно, на запад е многу скапо, неверојатно скапо да пробаш органско или био, дали е овоше, зеленчук или пак да речеме домашно одгледано прасечко, јагнешко, тоа е многу скапо, тоа е невозможно скапо. Ние тоа тука го имаме во изобилство. Во изобилство не знам колку го цениме. Вкусовите многу разлика има во кујните во Тајланд, од скорешното патување во Тајланд. Нарачуваме чорба, сакаме чорба, суво јадеш и ти замислуваш дека ќе ти дадат пилешка, рибја чорба или телешка чорба, чкембе, што и да е, и ни носат чорба од медузи. Кај најде медузи, тие најмалку ми се свиѓаат тие геј од медуза. Тоа е лепливо, како да ви кажам, тоа што го има таму го спремаат, нели, скакулци, инсекти, како мезе. Така. За разлика од нас, кој што ние можеме, дали ќе посадиш лешник, бадем, орев, јатки во дворот имаш и овоше, имаш зеленчуци. Ја тука сум, Маватов е боранија и леќа. Тие ми се двете најнеомилени јадења. Не за мене леќа ми е. Така. Марија, само ќе ти заблагодарам затоа што беше прекрасен гост и затоа што споделивме дел од работите и искуствата и поврзани со твоите патувања, со храната и начинот на кој што едноставно ти побудиле чувство или едноставно си видел некои новитети поврзани со гостувањата во други земји, други култури. Ти благодарам за тоа што сподели дел од работите поврзани со македонската кујна, со македонското кулинарство, гастрономија и што е тоа што тебе ти прави посебно впечаток. Ова е тоа што, мили драги мои, вие ќе имате можност секоја сабота и недела да го гледате и да уживате како презентација во најдоброто, најомиленото, најекстравагантното, најгастрономското и најкулинарското шоу во Македонија, Шопска шоу со Томче. Тоа беше мојот прекрасен гостин и соговорник за денес, Маријан Стојановски, најдобриот дентален хирург во Македонија, најдобриот стоматолог според мене. Знам дека мовето си премногу скромен за да сами да го кажеш тоа, меѓутоа ќе го кажам затоа што не се епитети, туку се стварно работи кои што стојат позади твојата работа, позади тоа што го представуваш ти. Ти посакувам успех на секое поле, да продолжиш понатаму да представуваш Македонија по тие семинари, по тие обуки и сегде каде што ќе гостуваш и ќе презентираш и ќе го пренесуваш твоето знаење, а луѓето не да те препознаваат само како добар едукатор и добар професионалец во твојата
во твојата област, него да те препознават и како добар одгледувач на патлиџан. Има ли моменти кога што си му рекол, слушај, каков патлиџан имам јадено вчера? Ау! Секогаш. Мислам, мука да ми е на сите, каков патлиџан имам јадено? Ау! Добро, ако ќе дојде тука ги носиш на шопска некаде, му викаш ова е кај нас е специјалитете, кај нас обичај, со шопската влече по една ракија и Сите кога ќе пробаат зеленчук кај нас се воодушевени. Се воодушевени. И не пробуваат месо генерално, Така, се не јадуваат со зеленчук. така. Дечки, ние се гледаме веќе следниот викенд со под една хубаво место каде што ќе одиме и ќе ве однесеме, или ќе биде Сингелич, или ќе биде Демир Капја, не ви откривам каде ќе идеме, меѓутоа да знаете дека ве очекува уште една прекрасна гастрономска авантура, приказна која што ќе ги раскажа вкусовите, која што ќе ги раскажа сите оние убави места што ќе ги посетиме и сето она што ќе го пренесеме како дел од македонската кујна и од македонската гастрономија и кулинарство. Ве поздравувам и се гледаме. Шопска шоу со Томче, за овој викенд толку е. Маријан, ти благодарам уште еднаш. Благодарам за поканата. Се гледаме следна прилика. Shopska show.